Денеска православната црква ги празнува Светата маченичка Параскева Петка, Светиот Арсений архиепископ Пејски и Светиот Атанаси патриарх Цариградски. Светата маченичка Параскева Петка, родена во градот Иконија од богати и христолюбиви родители. По смртта на своите родители, девојката Параскева почнала да го раздава својот имот на бедните и сиромашните, се во името на Христа Господа. Кога настанало гонење во времето на Диоклицијан, Параскева била изведена на суд пред кнезот на таа земја. Кога кнезот ја прашал за името, таа рекла дека се вика христијанка. Кнезот ја укорил за тоа што не го кажала своето вообичаено име, а Параскева му рекла: требаше прво да ти го кажам името од вечниот живот, па потоа името од привремениот живот. По камшикувањето, кнезот ја фрлил во затвор, каде што и се јавил ангел Божи и откако и ги излекувал раните ја утешил. Со молитва ги разурнала сите идоли во незнабожечкиот храм. По долготрајните и лути маки била со меч исечена и се преселила во вечен живот. Светиот Арсений архиепископ Пејски, голем иерарх на српската црква и наследник на Светиот Сава. Арсений бил роден во Срем. Уште во младоста се замонашил и се предал на искрен и сесрден подвиг заради спасението на душата. Кога слушнал за прекрасната личност и за дејноста на Светиот Сава, Арсений отишол кај него во Жича, каде што Сава љубезно го примил и го вброил во Жичкото братство. Кога ги видел ретките добродетели на Арсений, Сава наскоро го поставил за игумен на Жичкиот манастир. Кога унгарците ја нападнале српската земја, Сава го испратил Арсенија на југ да бара по закриено место од Жича за архиепископија. Арсений го избрал Пеќ и овде изградил манастир и црква на светите апостоли, која подоцна била наречена црква на Вознесението Господово. Пред своето второ тргнување за Ерусалим, Сава го одредил Арсений за свој наследник на архиепископскиот престол. И кога Сава при враќањето умрел во Трново, Арсений го натерал кралот Владислав да го пренесе телото на Сава во српската земја. Мудро управувал со црквата 30 години и се упокоил во Господа на 28 октомври 1266 година. На олтарниот зид во Пејскиот храм стои напишано: Господи Боже наш, прифати го, посети го и благослови го овој храм. Спомнете ме и мене грешниот Арсений. Закопане во Пејскиот храм. Светиот Атанаси патриарх Цариградски, противник на унијата со Рим, наспроти својот претходник Јован Век. Од детството аскет и молитвеник. Омилен кај народот, тој предизвикал негодување кај некои свештеници. Заради својата морална строгост, се повлекол во својот манастир на гората Гана, каде што се подвизувал уште построго отколку порано. Му се јавил Господ Христос и благо го укорил, што го оставил стадото на волците. Кога го прорекол денот на земјотресот во Цариград, царот Андроник повторно го вратил на патриаршискиот престол и покрај неговата волја. Потоа повторно се оддалечил тајно на подвиг.
Се упокоил во својата 100-та година од животот. Бил чудотворец и видовит.